Инаку. Кој е безобразие? Абе, кој е безобразие? Зашто ние минимизираме се? Безобразието е носи саат ИВЦ Шафхаузен 45.000 евра и вика со среќа да ги трошите 2.500 денари линарно зголемување. Реалноста е дека тоа зголемување ќе дошло по секаква без разлика кој бил влада, им дал 500 денари плюс. Океј. Чакал да ја погледнеме изјавата на министерката Јаневска, која што им вели на професорите да се стрпат. Сега. Прашањето е зошто министерката Јаневска не се стрпи. Професорите бараат зголемување на платите. Прашањето е зашто Јаневска не се стрпи и патем сите функционери на ВМРО ДПМН, односно сите функционери во власта не си ги намалат платите како што тој им го ветија на граѓаните пред избори. Ако овие пари се ослободат во буџетот, тоа се некои 20 на милиони евра на годишно ниво, колку што е зголемувањето на платите на функционерите, тоа ќе има и плате за наставниците. Ама наставниците треба да се стрпат, Јаневска нема. Дај да го погледнеме видеото. Има бројни наставници кои ве подсетуваат за итно покачување на платата или излегување на штрек кога бевте опозиционери. Мора да се соочиме со реалноста. И затоа ги молам и барам од наставниците да имаат разбирања, да издржат заедно со нас, да издржат заедно со нас, да издржат заедно со нас, да издржат заедно со нас. Да издржат заедно со вас. Да издржат, па не бе, што да издржуваат? Имаше зголемување, како? Нели го зголемија? Еве ви го договорот, почитувани на Колку 200 денари? наставници. Сега ќе ви го пуштам и договорот. Па нели викаш ова Само да дека го е најдам. срамота 200 денари да им ги зголемат платите? Само да го најдам договорот, сега ќе ви го Ајде, пуштам. друго бараш договорот да објасниме. Согласно колективниот договор, кој што го имаат наставниците, некаде околу 45 до 50.000 треба да биде да биде платата на наставник во основно образование. Согласно актуелниот колективен договор кој што го имаат подпишано со владата на СДСМ. Проблемот на тој колективен договор, тоа и минатата година не се испочитува, е што не се почитува она што е напишано во колективниот договор. Според тие пресметки, платата на еден наставник треба да биде некаде од 45 до 50.000 денари. Тоа е достоинствена плата, тоа е плата која што е веќе сериозна и доликува на функцијата која што ја има еден наставник. Затоа што за да еден наставник може да им посвети целосно внимание на децата, 30 на кои што ги има најчесто во училница, треба да може тие 8 сати додека е на работа да не мисли дома дали има да ги плати сметките за струја или сметките за вода, него да се фокусира на образованието на вашите и нашите деца. Значи, образованието во секоја држава е секогаш организирано од државата, затоа што е еден од најважните моменти во развојот на новите генерации и она што ќе биде иднина на државата. Затоа се инвестира во образование. Па Мицкоски од позиција на опозиција крокодилски солзи ронеше, се сочувствуваше со наставниците, затоа што и он бил професор, тешко се живеело со професорски, неговата сопруга е професорка, со таа професорска плата, па морале да ја намалуваат, да ја намалуваат топлината во собите во кои што се греат, затоа што било прескапо да се грееш на електрична енергија и така натаму. Значи такви жалопојки имаше. И сега доаѓаат на власт и викаат на наставниците, еви 227 или 212 денари. Интересно е што министерката Јаневска пред да биде направено ова покачување со почетокот на школската година, пред да биде направено ова покачување, кажа дека е срамота да се покажи платата само за 212 денари. Македонер, кога ќе ги викнете ФК Куманово во емисија да кажа што барале фуркани речиноци во конјара, како им претеле со пиштоли, а вие отидовте пред полиција фуркан да го чекате? А да го прашаш Панче може?
Ај прашај го Панче зошто нема кривична пријава за Фуркан. Зашто ако тоа што ти го кажуваш е точно, зашто ако тоа што го кажуваше Панче и ВМРО ДПМН е тогаш било и Латас, тогаш ако било точно, не му пуштиле кривична пријава. Сега ќе ти кажам зошто. Затоа што ништо од тоа што го тврдеа за Фуркан не е точно. Еве, ако било точно, што не му пуштија кривична пријава? Панче Тошковски ветуваше видео дека ќе пушти. Панче Тошковски на крај му Како се спротивставува на Панче полицијата? Тошковски на крај му се извини на Фуркан. О, Македонер. Панче му се извини на Фуркан. Не биди... Да не кажам шо. Еве, ајде да видиме овдека што вика. Спогодба. Синдикатот. Самостојниот синдикат. Сега ќе почнеме коментарите. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија. 26.9.2024 година. Подпишал спогодба со владата, вели најниската плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта изнесува 20.245. Износот на најниската плата за најнискиот степен на сложеност од став 1 оваа спогодба ќе се применува за исплата со исплатата на плата за месец септември 24 и натаму. Основната плата на работникот не може да биде пониска од објавената висина на минималната плата во бруто износ. Спогодбата се... Знаете колку е ова зголемување? Со ова спогодба вработените во образованието и наставниците ќе добијат зголемување на платата од 0,70 или 0,58%, нешто тако, или 0,23. Нешто беше испод 1% зголемување на платата. Нешто околу 150-200 денари, 250 денари. Да. А мислам дека треба да биде 2 или 2,5 пати поголем од минималната плата. 2 или 2,5 пати треба да биде поголем од Значи некаде минималната околу плата. 45 Така е, треба да биде 50. најниската плата во образованието. Председателот на синдикатот склучува спогодба со владата со која што се согласува да им се зголемат платите на наставниците за 0, нешто, за 200 денари. Председател на синдикатот. Ама нели бе Господјо Јаневска, во вашите изјави за тема на денот пред изборите велевте дека срамота е тоа што им се случувало на наставниците и вие веднаш штом дојдете на власт во првите одлуки ќе донесете одлука за зголемување на платите на наставниците кои што би требало да живеат достоинствен живот. Господјо Јаневска, и вие како и цела влада лажете и не сте направиле ништо. За 100 дена сте направиле ништо. У првите 100 дена вие не успеавте нити да ги ангажирате во 100% потребниот број на образовни асистенти за децата со посебни потреби. Што направивте? Вие го стопиравте повикот за пријавување на луѓе кои што сакаат да работат како образовни асистенти за деца со посебни потреби, за да побарате од училиштата да повторно да пишат допис до вас за тоа колку им се потребни, за потоа да објавите оглас одново, а пред да го објавите огласот, истиот да го пуштите по штабови за да се пријават луѓе од местни комитети на тие огласи, пред да биде објавен оглас. Зашто имаме и слика. И децата уште немаат, сите деца добијано образовни асистенти, дел имаат, дел немаат, и уште чекате пријавување на партиски војници за да се пријават за образовни асистенти. 2 месеца се децата у школовиш. Плата им зголемивте за 200 денари и ги правите луѓето мрднати у здрав памет.
Им честитате есенски кошнички. Овозможено од владата. Да, возможно од владата. Им честитате есенски кошнички. Им велите Повеќе намалени за се тебе. цените на лебот. За еден Намалени биле цените на бурекот. 5 денари. На лебот е намалена цената за 1 денар, на бурекот е за 5 денари. Бруки невидени. Денеска го гледам и оној Мицика направил објава, им честита на пензионерите за линарното зголемување на пензиите за 2500 денари. Ноторна, непринципијална лага. Ветувањето на Мицковски беше дека зголемувањето ќе биде линеарно 5000 денари. Па тоа после се разложи дека нема да биде 5000 денари сега, туку ќе биде 2500 денари во септември и 2500 денари во април. Во април за март. Или, поточно, Димитар Андонов ти благодарам на донацијата. Да бидеме по прецизни. Секоја година, септемвриската пензија се порамнува со инфлацијата. Значи секоја година. Тоа е законско решение. Секоја година пензијата мора да биде порамнета, два пати се порамнува. Да. Еднаш во На есен, еднаш на еднаш пролет. во април, тоест за мартовската и еднаш во август за септемвриската пензија. Се порамнуваат заради инфлацијата да бидат, нели како има инфлација, така се зголемува и пензијата за да биде дамачирана овако. Порамнувањето е околу 1000 и нешто денари. Речи си 1800, речи си 2000 денари. Да. Значи законското порамнување е околу 2000 2000 денари. Не проектот на Мицко. Да. Он ветил, не ветил, он морал согласно закон да ги порамни пензиите на речи си 2000 денари. Он практично во линеарното зголемување за септември треба ја зголемил за само 500 денари. Он додал 500 денари. Значи линеарното си е законски. Мора тоа. Нема сакам неки. Он додал 500 денари и вика, ви ја зголемивме пензијата за 2500. Не, другар, ти си ја зголемил пензијата за 500 денари, линеарно. И сега ќе мора да се направи порамнување со инфлацијата во април за мартовската пензија и таму ќе го направи истото. Значи практично ја зголемил пензијата за 2 години за 1000 денари. За 1000 денари за 2 години. Што значи лаже. Може да видиме видеото како уште па ги прави будали ги прави, брат. Ај симни го од кај Христијан Мицковски во меѓувреме ми пише од неколку страни дека Дафина Стојановска добила шанса да се правда на Алфа и изјавила, цитирам, морала да користи патни трошоци, пошто за разлика од останатите пратеници од Левица што комотно живееле во Скопје, таа била по лична карта во Гостивар и морала да патува. Ова утре ќе го извадиме подетално, че како видео и ќе го коментираме. Ама ти Не на 2667, сакате да кажете не е законско плюс 2500. Како? Не, законски е 2500. Законски е. Види се Законски е да 2000 денари. 500 денари зголемо е Мицко. Толку. плюс, да. Значи 2000 денари мора заради формулата. Значи има таква усвоена формула за порамнување со инфлација. Зголемување на И он трошоци. секоја година мора тоа, секоја влада, без разлика дали е ВМРО, СДСМ, ДУИ, ВЛЕН, не е битно кој е. По автоматизам оди тоа, не е со одлука на влада. Мислам дека Одлуката овој на закон го владата- донесе СДСМ уште од 2017 година. Предходно не. Не, Тој си нов одавно донесоа, ВМРО ДПМН се бунеше, СДСМ донесе нов. Не. Само Или направи пресметувањето, измени. само формулата ја смени. Па добро, измени направи. Сега добро. Значи зголемил околу 500-600 денари дал плюс. Од тоа што било морално, он додал уште 500-600 денари плюс. Со одлука на влада. Игор Иге вика, но мечка добре тоа што линеарно е процентуално, послабите пензии се покачуваат. Јас тие поголемите не би ги ни покачувал, ама тоа е. Да, тоа се согласувам со Милош, значи може да идат
помалите пензии да се зголеми основицата, значи да не бидат да речам да почнуваат од 14-15 колку се таму најмалите пензии, Да. тука почнуваат од 18. Па тоа го предлагаше Патем и Стефче. Стефче Акимовски Да. у програма го имаше напишано и у кампања. Наместо да се А, не, Ненад, вели за законското, окей, знаеме дека мора да даде, ама ја мислев дека плюс 2 не дава он од законското плюс 2,5. Не, 2. Он дава 500 денари од законското, ама вика дека дал 2500. Значи он законското е околу цирка речи си 2000, 1860 денари, е така нешто е. а он дава 630. 630 денари. он зголемува, он дава 630. Толку. Значи законското е околу 640, 1800-2000, он дава плюс 600 денари и исплаќа 2500 и вика ја ви дал 2500. Не е така. Иначе уште еднаш кога ќе ја повторам идејата која што имаше Акимовски ја имаше напишано во програмата на својата коалиција, вели за да не се оптоварува ПИОМ и за да не се оптоварува дополнително пензискиот фонд, он имаше идеја да се пресметува колку зима една пензионерска заедница, односно сопруг и сопруга кои што се пензионери, кои што се пензионери и доколку тоа е испод потрошувачката кошница, државата да најде средства и да ги додаде. Да. И тоа беше многу пофер решение. Македонер вика плюс 1500 дава 1000 е зголемувањето законски. Не. Македонер. Законското зголемување е 1860-1900 денари. Тоа е законското. Немој да лажеш. Чекај, сако, ќе си дискутираме, окей. Гледам има гледачи тука кои што се нервираат затоа што јас објаснувам на некои кои што се од штаб. Ако ќе објаснуваме и на тие што се од штаб. Да, ќе објаснуваме, сега они немаат со што нас ке не напаѓаат, нема за што и сега тоа е бенвињата, глупости. Значи, ќе се објаснуваме со сите, нема проблем. Отворен е каналот за сите со сите да разговарам. Да, денеска плативме рата за кредит, да. Денеска плативме рата за кредит. За БМВ-то. Го спреми видеото за пензионерите? Ајде да го видиме. Почитувани и драги пензионери, се јавувам оваа вечер од мојот кабинет во владата. Ја користам оваа прилика да ви честитам поголеми пензии кои што ќе започнат да се исплаќаат од утре. Тоа што го ветувавме во кампањата за повисоки пензии, за линеарно зголемување на пензиите, станува реалност. Од утре пензионерите во Македонија ќе имате поголеми пензии. Вие тоа го заслуживте, мокотрпно работејќи во вашиот животен век. Сега е периодот кога треба да уживате. Ова влада останува 100% посветена да испорачува тоа кое што беше наше ветување за време на изборите, односно за време на предизборната кампања. Исто така дозволете ми да искористам оваа прилика и да ве поканам во текот на утрешниот ден, некаде на Пладне, ќе биде отчетот на новата влада, каде што ќе можете да слушнете што е оно што е направено во овие 100 дена, но и што е оно што ќе се направи во периодот кој што следи. Ви благодарам и уште еднашка уживајте во заслужените повисоки пензии. Види го ова, само мечка, момент, само ова безобразие. Чекај, Си пафта со сатот. Си пафта. Да, ќе коментирам. Од 20 Атанас Ганчевски, фала ти на донацијата, вели поздрав дечки од Луцерн, мечка, keep the rubber side down, keep both wheels on the ground. Фала ти, многу малку разбираат што значи ова, кога возиш, поздравот е ова. Не нагоре, не на страна, него надоле. Тоа е, значи, двете тркала на земја да видат, да не видат, не дај Боже. Фала ти многу, брат, на поздравот. Ти посакувам и на тебе двете тркала да ти се цело време на асфалт и секогаш да се враќаш дома, кога ќе излезеш со мотор. За Шкодата, да. Ама кажи каква Шкода, не само Шкода, пиши што Шкода. Шкодата твоја ќе излезе поскапо од БМВ дома. Инаку, кој е безобразие? Абе, кој е безобразие? Зашто ние минимизираме се? Безобразието е носи саат ИВЦ Шафхаузен 45.000 евра и вика
со среќа да ги трошите 2500 денари линарно зголемување. Реалноста е дека тоа зголемување ќе дошло по секаква без разлика кој бил влада, им дал 500 денари плюс. Океј. Реалност е дека ние граѓаните им дадовме на пензионерите и 500 денари. Реков плюс, ја ама ќе излезе на Филип Арсов Шкодата поскапа од БМВ-та. Шкода Карок 2021, джип Шкода. Имаме нов Филипа, од што ја купи ти? Кој ти плати, брат? Кој ти дае пари? Имаме нов супер фан Љупчо Зиков. Поздрав до Зиков. Те чекам у студио. Еден тази пензионер вика вака. Законското беше 6%. Според формулата на претходната влада беше околу 6% два пати годишно се зголемуваше пензијата. Април и Тоа септември. значи 12% годишно. Според тоа, кај мене, на неговата пензија, вели, околу 350 денари плюс добиваме од оваа влада. А и помалце, значи. Да. Да. Љупчо Зиков, ти Љупчо Зиков. Сега го прочитав. Поздрав и го чекам у студио. Поздрав до Љупчо Зиков. Ја, Љупчо Зиков, те барав, ама тој телефонот си го вратили из него Мепсо и ми даа дека не постои. Алекс Петрович, ај за едно кафе денеска земав плата. А од која плата зема, брат? Од оваа зголемената линарно? Фала ти, брат, за донацијата секако. Со здраве да ја трошиш платата, да. Чекај, Македонер, сега си се закопа, брат, сам, честито. Вели, на износот што пензионерите секако би го добиле во септември и во март наредна година, ВМРО на тоа додаваат околу 1000 денари, ништо повеќе. Се укажување на опозицијската партија. Па да, бе. 1000 денари ако добиваат, тоа значи... Тоа ти е по 500 на зголемување, што два пати Тоа годишно значи се дека ова што додава. ние го збориме сме Тоа управо. е точно. Што има врска кој го кажува? Ако е нешто точно, е точно. А многу е глупо, пак ќе кажам, со сат од 50.000 евра да се фалиш дека си им зголемил и 2500 денари на пензионери. Ти 5000 да си им зголемил е многу невкусно. Значи, во Да, бе, ова... тоа ти е како Боки Бојан, се презиваше? Стојановски. Што им пишуваше објава там. Што? За 100 дена исплатени плати направено. Чекај бе, друже, тебе ти го рачунаш успех Опис на работно место ти е тоа. Не бео непратени. Значи успех на оваа влада е што воопшто ги исплатила платите. Чекај, Македонер, благодарам, продолжуваш да се закопуваш. Вика, не за 500, за 2000, 1000 во септември, 1000 во март. Не. Тоа значи и да е така, Македонер, тоа пак не е 5000 денари линарно како што вети Христијан Мицковски. Така да у секој случај лаже. Дали лаже дека зголемил поише или помалце, на тебе оставам да одлучиш. Добро бе, добро, ги зголемил, ќе видиме каква ќе има ефект. Океј. Ајде, нека ви е со среќа, ги зголемил. Како вика? Со среќа да се ги трошите. Со среќа нека. Малци излажал и сега тоа. Сега Македонер се нервира. Вокеј, ги зголемил, ете, ајде, живеј, нека биде по твое. Ој ке баба ти сега побарај пензија, зголемил. Побарај 500 денари. Побарај 500 денари.